Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија. FM врева на вреновите на радио Слободна Македонија, 9 минути по 15 часот. Гостинот најавен во студиово пристигна. Повестите, значи во 15 часот во FM врева денеска гостува Пере од Нокаут. Зошто? Заради тоа што имаме навистина блискави поводи, не еден туку два. Првиот е промоцијата на новиот вебсайт на Нокаут и почетокот на турнијата низ Македонија. А тоа е втората навистина прекрасна можност заради која што всушност и е тука, или повод заради која што е тука Пере од Нокаут. Значи, почеток на турнијата низ Македонија на која гостин ќе биде Игор Џамбазов со Гуру Харе, а има, се разбира, турнијата повод е 20-тиот роден ден на Нокаут. Со Пере во многу прилики сме имале можност да се дружиме во фреквентно моделирана врева, најчесто телефонски, во штип, во живо бевме на еден навистина интересен локалитет и навистина интересен разговор спроведивме. Всушност во штип мислам дека во 2 наврати беше Пере во FM врева, ако не се лажам, танго ја изведувавте, односно ја промовиравте токму на Макфест, се чинам пред 2 години, тогаш во 2 наврати Пере беше во FM врева. Ајде да не должиме многу. Добар ден, добре идете за прв пат во студиото на Слободна Македонија во мојата емисија. Добро ве најдов и драго ми е за поканата, благодарам за поканата. Благодарам што се озвавте. Пред се поздрав до сите слушатели на радио Слободна Македонија. Сега вака. Да започнеме со 20-тиот роден ден. Можеме првин за турнијата и потоа да се навратиме на вебсајтот. Ајде. 20 години измина од како вие стартувавте како навистина мощна и квалитетна и на времето мощна, млада и надежна, атрактивна музичка група. Значи Википедија вели Нокаут е формирана во Скопје 97-та година, реоформена во 2006 година. Основач на бендот е човекот според име Никола Перевски Пере, кој со поддршка на Дарко Димитров и на покана на Кирил Колемишевски, втор вокал, Јацо Богдановски перкусии и Владимир Крстевски Франц, го формира првиот состав на Нокаут. Сега Википедија вели по неколку години пауза од 2003 до 2006 Нокаут повторно се активирале во проширен и изменет состав. Меѓутоа најпред сакам да проговориме за почетоците на Нокаут. Можеме ли? Како не? Затоа сум тука. Како се случи приказната Нокаут и зошто токму Нокаут? Па вака сега, значи приказната Нокаут датира од далечната 96-та, веќе за мене далечна 96-та. Се обидувам да не се вртам назад никогаш. Тинејџери бевте? Да, тинејџери. Така што јас бев во средното музичко училиште тогаш, чинам дека бев 3-та година средно. Во приказната тука влегува и Дарко Димитров, кој беше во истиот момент само постар од мене, се разбира. Он беше на академијата, на музичката академија. И така ние стапивме во контакт претходно гледајќи не он на некој, не знам каков настан. Ние бевме на тој концерт, се представувавме со групата Аперитив, затоа што пред Нокаут бевме во групата Аперитив. Кај што и секако беше рок-бенд или поп-рок-бенд? Па поп-рок-бенд, да кажеме. Мене ми текнува од тие времиња, заради тоа што јас тогаш бев тинејџерка, да кажеме, 97 година. Така, сум била тинејџерка. Ми текнува на една група Октавијан од средно музичко училиште, на Вудсток од средно музичко училиште. Да не ги споменуваме луѓе во кои што беа. Знам дека Брейк беше пејач на Вудсток, а сите останати беа деца во тоа време од средно музичко училиште. Што имаше друго? Имаше навистина мощни интересни бендови, меѓутоа на Аперитив не се сеќавам на Нокаут. Да, јас да ви кажам, значи во тој период колку што се сеќавам, они вежба во домот на градежници. Се правеа доле проби и Октавијан и споменавте сега пред малку и Вудсток. Да. Така што тоа беа некако почетоците и за мене, првите впечатоци кога поминував тука, пошто живеев во близина и секогаш поминував тука и слушав некој како свири и имаш едно вентилаторче кое не работеше и секогаш стоеше во една позиција. Сега благодарам многу, заборавив нова. Да, се мора да се вратиме, да. Како почнува целата приказна. Да, се загреваме за турнијата. Имаше едно вентилаторче кое не работеше и стоеше
беше во една иста позиција и можеше да дзирнеш кој сака да влезе тука и да дзирне и да ги гледа тие доле кои што пробуваат и навидоми да ги слуша, нели? Така. Во исто време. Така што често пати застанував тука и ги слушав пробите и на Октавијан и на Вудсток. И покасно од кога го формирав веќе бендот Аперитив, тоа беше веќе 93-та, 4-та година. Веќе, како да кажам, добивав и покани од еве добив искрено покани од Октавијан да бидам пејач во Октавијан, меѓутоа некако Мал бев уште. па бев мал и од секогаш сум имал некако свој филм дека сакам да го правам она што јас мислам дека сметам дека е добро да го правам како музика и како авторска музика се разбира пред се и како изведувач. Така што секогаш движев некако и си ја слушав таа како да кажам сега својата музичка перцепција, предпоставувам, своите музички идеи, заради тоа што сето она што го имаме во глава го вадиме на начин на кој што Господ не обдарил, така секој со својот талент. Да газам по својот пат, така да кажам. Патот, значи го разгазивте луѓето кои што ги споменавме во 97-та година како нокаут. Па, добро, нокаут беше после Аперитив, значи јас го повика Франц да дојде во Аперитив, свиреше заедно со мене. Па од Аперитив, потоа, како да кажам, се расформира тој бенд што беше тогаш и баш во тој период 96-та година дојдовме до идеја со Дарко Димитров, после оној настап од која не гледал он. Не знам, ми сме му се свигале. Идејата беше да направиме нешто сосема поинаку, значи да составиме некој состав, некој бенд и да се направи нешто тотално поразлично до сега што не било во рамките на овие простори. Така, атрактивни, надежни, позитивни. Која ви беше првата композиција која што ја снимивте? Првата композиција Ти си луд се вика. Мислам дека ја издадовме чисто како сингл тогаш во тоа време. Само по радијата, немаше спот, немаше ништо, чисто колку да се озваничи дека ете нешто почнуваме да работиме. Меѓутоа со првиот сингл не беше дојден уште ни Јацо Конга во бендот, не беше ни не беше ни Кирил Колемишевски, бевме само јас и Франц. Франц дојде по моја покана и на Дарко Димитров во групата. Така што ни фалеше и така некоја гитара, инструмент. Лепи дечки у тоа време, можда симпатични, атрактивни момчиња. Значи, постоевте до 2003-та, па се расформиравте 2003 до 2006-та, меѓутоа во меѓувреме објавивте 2 студиски албуми, нокаут 97-та и до последен здив во 2001 година. Каква беше музиката во Македонија тогаш? Бевте навистина огромни звезди. Чинам дека такви звезди нема повеќе во државава или пак можеби има, јас сум така малку повозрасна кој некој ги перцепирам. Сцената е тотално падната, кој ќе видите вие и самата музика како музика е веќе, како да кажам, за мене е за рок-н-ролот, ако збориме, пошто јас доста слушам рок-н-рол и сум инспириран доста од рок-н-ролот. Како музика сметам дека рок-н-ролот не постои веќе. Како музички правец? Не, како или музички како правец. Музичка мисла? Како музичка мисла, мислам дека идејата повеќе на постои рок-н-ролската. Мислам дека се е отсвирено, дека се е кажано после оние бендови, да кажеме, на Балканот, па сакате земете и сакате земете и на балкански рамки. Лепи сол, ЕКВ, Биело дугме, Хаустор, Азра, мислам дека се е отсвирено, веќе се е кажано и се е веќе само како да кажам, обработка на тема, да се повторуваат цело време сите работи. Варијации на одредена тема. И тоа е тоа, да. Пера. Така значи, објавивте уште еден албум, 3 во 2014 година, кога повторно се обидавте и успеавте се разбира од сопствената пепел како Феникс, повторно да се вивнате во височините во 2006 година. Од тогаш постоите во кој состав од 2006 до 2017 година, заради тоа што нели треба да стигнеме до турнејата, 20 години во кои градови ќе биде реализирани. Дека имаме многу кратко време за... за жал. Ние можеме да направиме, можеме во два дела сакам да кажам многу работи, пошто
20 години е навистина огромен период и тука се имаат случувано разни Така, згоди и дешаванки, незгоди, и музики. Така е. Па ајде да слушнеме реклами, па потоа ќе се навратиме ние на приказнава, заради тоа што чинам дека можеме да идриме уште малку во етерот со мојот денешен почитуван гостин. Навистина долго изумив ја тотално дека имаме многу кратко. Пере го чекам цели 3 години да ми дојде во студио, значи ние се среќаваме и правиме разговори на разни теми, се разбира пред нели носечки столпни музиката во многу прилики, меѓутоа еве за прв пат Пере е во студио на Радио Слободна Македонија, оправдано заради тоа што чинам дека Барселона го имаше многу долго време. Се враќаме ние веднаш по рекламниот блок во студиото на Слободна Македонија. Видете со нас. Гужва, галама, FM врева. На Радио Слободна Македонија. Така и феврива на Радио Слободна Македонија. Повторно сме со мојот гостин денешен во студиово. Навистина имаме прекрасни разговори на тема 20 години нокаут и се разбира промоција на вебсајтот на нокаут. Утре вечер ќе се случи сето ова како зачеток, како нишка, односно како зрнцат кои што треба да израснат навистина блескави работи. Утре вечер во 21 часот во станица 26 ќе биде промовиран сајтот, а потоа ќе се случи спонтано, предпоставувам и своевидно мини концерт или пак можеби вистински концерт, се разбира веројатно во зависност од публиката. Дружба. Така. Игор Џамбазов, Гуру Хари и нокаут. Се извинувам? Игор Џамбазов, Гуру Хари нокаут. Така е. Утре вечер? Така е. Утре вечер. Меѓутоа и на престојната турнеја 20 години нокаут. Па се надевам, би требало да направиме отприлика од помеѓу 10 и 15 настапи негде низ Македонија. Така. Оваа година, така што навистина тргнуваме близко. од утре, вака официјално. Така, од утре официјално тргнувате од станица 26 да не биде, Скопје. не знам нешто, да кажеме, да не се представуваме на не знам ти какви големи сцени, не знам што, сепак се чувствуваме некако поблиску на оние помали клубски свирки, клубски настани, поинтимни и така, да. Така, тоа е светски тренд. Да. Се закажуваат концерти, а никогаш и не се закажуваат. Едноставно си се викаат луѓе по социјалниве мрежи и Radiohead имаат концерт во тој тоа клубче, доаѓа ваму и одеднаш станува нешто навистина неверојатно. Од таа ненормално креативна енергија на крај ќе излезе. Обично излегуваат албумите во поново време, на пример на едни култни Radiohead. За нас е најважно да свириме, значи да се одржуваме да бидеме во кондиција цело време, да, во однос на тоа и поинаку е кога сте горе на сцена. Затоа живееме. Веројатно и тоа споделување на енергијата со слушателите си го прави своето. Е сега вака. Стигнавме, значи 2003-2006 година имавте своевидна пауза и потоа од 2006 до 2017 година. Би ја нарекол таа креативна пауза помеѓу 2003-2006 година. Акумулиравте енергија. Креативна. Тоа мора да го. И како го изфрливте тоа во 2006 година? Па ете како што веројатно си дојде резултатот сам по себе после тоа. Можете да видите и сами, можете да прочитате веќе на сајтот. Што ве интересира, значи во однос на тоа 2003 и 2006 година мораше да постои таа креативна пауза за да и малку и го промениме филмот. Значи не само на самиот состав, туку и самата музика. Стартувавте како поп бенд, а еволуиравте во нешто друго. Значи не можеме да кажеме дека нокаут е веќе поп група заради тоа што не сте ниту хард, ниту тврди, цврсти рокери, меѓутоа сте, така да кажеме, во некоја стинг димензија во овие мигови, она што стана стинг по распадот на Полис. Се кокетира тука со джез, се кокетира со блуз, со акустична музика, со класика. Оние мејнстрим, оние што се нарекуваат underground музичари не нарекуваат комерцијални сме. Се уште сме комерцијални, не знам што. Што тотално не се сложувам со тоа. Не знам, мислам, прашање би го упатил дали знаат кој е најкомерцијалниот, да кажеме, музичар во светот, кој продава најмногу музика и до сега воопшто од постоењето на музикава. Така. Значи, ако кажам дека тоа е еден Моцарт, дека Моцарт го имаме сите по нашите домови со цедиња и така на таки плочи. Не знаат дека тоа е Моцарт, а го слушаат. И термините ги користат многу погрешно. Така.
Така, инаку во светски рамки, јутоа ако се најпродаваниот нели Rolling Stones бенд на планетава Земја, се навистина многу квалитетни, Одлично особено кажано, Rolling да. Stones, неверојатно многу цврсти рокери, неверојатно добро газат се уште, тогаш сите оние компарации Безсмртници, тоа. Така, се фрлаат во вода заради тоа што ако си комерцијален не значи дека си неквалитетен и обратно, ако си underground, тоа не значи дека си нешто многу квалитетен и дека луѓето не те разбират и дека си уште не стасало твоето време на оваа планета Земја. И сега ајде за времето. Значи утре вечер стартувате во главниот град на Република Македонија со чествувањето на 20 годишнината од постоењето на Нокаут. Можеме ли да ги кажеме музичарите кои што ќе бидат дел од турнејата по повод 20 години Нокаут, 10-15 Тоа е, градови и да ги споменеме градовите и во кој временски интервал ќе бидат концертите? Тоа е составот, значи, кој датира од 2005 година фактички, затоа што ние работевме напорно со составот пред да излеземе и да се представиме на јавноста од 2005 година. До сега тоа се Борче Кузмановски на клавиатури или пијано, професорот Горан Кавраков на саксофон, еве професорот Благој Антовски на ударни инструменти, на бубњеви, Бојан Перевски перкуси. Бојан Перевски перкуси, иако беше во Катар одреден период, сега се врати баш и за настапов ќе направиме, Браво. ќе бидеме во комплетен состав. Реунион, Утре, така. Виктор Николовски на бас гитара, Горјан Петровски гитара, моја маленкост Никола Перевски на вокал. Браво, што ќе изведувате? Значи ќе изведуваме дел од песните од новиот албум, затоа што снимаме во теке и снимањето на нашиот четврт студиски Така. албум. Ќе изведеме дел од Необјавениот него, материјал? Па има објавени композиции, на пример, како што е Трип, како што е Ноември. Па да кажам, ета и направивме една преработка од Джованоти, се вика Позитивно. Ќе се изведе, значи, делот од минатиот материјал, од Нокаут 3, нешто ќе ги подсетиме исто, стандардно На е ABC. тоа на ABC, Аха. па ќе видиме. Ако има расположение, ќе ги подсетиме, се разбира. Така, колку од прилика ќе трае еден настап на Нокаут во текот на турнијата која што пристои? Па да, целовечерен концерт, значи тоа е двочасовен настап, можеби некогаш идеме и до 2,5-часовни, 3-часовни, зависи тоа од атмосферата, од публиката. Така. Мислам, ни Rolling Stones не свира толку, али... Кога имаат гости свират и али кога повеќе. има, така е. Така, и вие ќе имате гости. Значи, звездани гости, Нигор Џамбазов, Гуру Хара. Да, па тоа е една, да кажеме, утре ќе го овековечиме и тоа некако, пошто 20 години е соработки со Игор Џамбазов и со нас заедно, значи од првите обиди за текстови, првите обиди за заедничка музика, да направиме нешто заеднички, навистина 20 години помина од тогаш и ете, дури неговата кариера, музичка кариера трае 20 години и он си прави оваа година, така некако еклектично се надоврза едно на друго и оваа година ни е некако ете, јубилејна. Универзумот ве спои. Па, веројатно е така. Гуру Хара во која комбинација влегува тука? Па Гуру Харе... Ќе ја топи гитарата, добро, ќе ја топи. Ќе ја топе гитарата, Ќе ја топи, да. Он, колку што знам, значи, долго соработуваат исто со Игор Џамбазов, си имаат посебни проекти, така што навистина ќе ми биде чест и драго да се појави со нас утре и Гуру Харе на бина. Така, ќе биде навистина И на волшебно. целата турнеја. се Така. Сега кога сме кај турнијата, стартувате од Скопје, кои градови ќе бидат поминати? Па ќе бидат поминати сите оние поголеми градови во Република Македонија. Со тоа што, да кажеме, во Охрид и Битола би направиле летово така поголеми концерти. Еве најавувам еден убав концерт и во Хераклеја, значи Во Битола, магично место. Ова лето, да. Под отворено небо, Подотворено, секогаш. исто амфитеатарот во Охрид ова лето. Така, јубилејно да поминеме убаво и се разбира со еден голем концерт во Скопје. Значи ова утре што ќе биде чисто само една дружба, најава, чисто да се запознаат и новинарите со, да кажеме, со нашиот нов сајт, да не прашуваат веќе прашања колку време постоиме и како постоиме и што се ги интересира, значи ќе има навистина застапено на сајтот Има и ќе може фотографии да кои се што и ќе никогаш може не да биле се- видени.
Ки има фотографии кои никогаш не биле видени. Да, се разбира. Некои писма, Се предпоставувам, од обожаватели кои што се Ке има се поставени. сето тоа И сега, помалку. вака, значи, Нокаут има добиено навистина бројни награди во изминатата 20 годишна кариера. Добитници се наградите тинејџерска атракција во 98-та година, кога се прогласени за група на годината, 2 години пред 98-99. Во 2001 година добиваат златната бубамара за албум и престижната награда како композитор и текстописец, гран при на официјалниот избор за Евровизија на Скопскиот фестивал 2002 година за песната Од нас зависи во изведба на Каролина. В Нокаут имаат учествувано на повеќе турнеи, издвојувајќи Сакам Скопско и така натаму. Ајде сега да не ги сите коментираме, нели? Така е. Македонски телекомуникации, Мис на Македонија, добитници се на Златна бубамара на популарност 2011-12 година за концерт на годината. Сега, нели, концертите веќе ги споменавме по повод 20 години од постоењето, од создавањето на бендот. Ајде уште да го споменаме сајтот. Утре ќе биде промовиран и новиот сајт. Како можат да ве исконтактираат сите оние, се разбира, на Google, како да ви гуглаат сите оние корисници на 3 пати двојнова? Сметам дека мислам дека има посебно место на сајтот каде тоа да го направат. А кој е сајтот? Fans Wall, значи имаме посебно место. Сајтот е knockout.com.mk и knockout.mk. Кој го работа со knockout.com.mk? Па го работевме заедно со една фирма, да не ја спомнувам фирмата. Која е во моментот? Добро. Да, не може ни да ми текне сега на името, пошто јас со имиње многу слабо стојам. Добро. Нешто беше Points фирмата. Добро, значи ете има навистина интересни нешта кои што ќе можат да ги добијат токму за Нокаут фановите, бројни фанови, навистина бројни фанови. Сега во изминатите 20 години дали ви се обновува екипата која што е пред вас, значи дали гледате нови лица, на која возраст ви се лицата кои што доаѓаат да ги посетат вашите настапи, да ги пеат вашите песни? Најмногу ме чудо не видува, така да кажам, што ете ќе се појавам и некој дете од 7-8 години веќе ги знае. Ја да пее, кажеме, би се викал, те да, сакам. ги ја пее, значи ја пее, не разбирам од каде што како, али веројатно тоа си е со текот на годините, неговите родители 20 години, Да. сепак е период. Неговите родители веројатно слушале, растено е детето на тоа и ете, мислам, баш ми е драго што имаме и толку млада публика и мислам дека само така се оди напред. Така. Сега напред, ама пак малку наназад ќе се вратиме, 1-2 чекори назад. Што правиш со пире во Барселона? Долго го немаш? Па се уште сум во Барселона, значи Адреса на живење Барселона? Адреса на живење ми е во Барселона. Добре, што се случува во Барселона, Така е. што има интересно во Шпанија? Значи се запишав моето идење во Шпанија, односно мотив ми беше да се запишам на САЕФ факултетот, односно Академијата за аудиопродукција. Студирам аудиопродукција, електронска музика и композиција. Браво. Значи тоа го запишав лани, зимам за 1 година 2 како убрзани курсеви фактички и оваа година мислам до крајот на годината дека ќе го завршам тоа што сум го наумил. И ете, И потоа продолжува животот во Барселона или се враќаме во Скопје? Па ќе видиме, мислам Скопје е тука, крстот нигде не бега и него седи горе на водно. така е, извишен. Да, така што секогаш е добро човек да ги отвори прозорите, да кажам, и видиците, да искочи надвор, да запознава нови луѓе, нови моменти, нови искуства. И се разбира, мене поентата ми е да се вратам тука и да секогаш да се враќам во Македонија и да го пренесам моето искуство на помладите. Така. Тоа е тоа. Така. Сега, како изгледа да се разбуди човек, ама да се буди континуирано 365 дена во годината покрај море? Па, прекрасно, мислам, чувството е, како да ви кажам, град, Барселона е град на море. Има разлика што можам да споредам сега со Охрид, у Македонија имаме прекрасни места кај што имаме и покрај вода животот е полес. Да, секогаш, само што ета така малку се нервирам што луѓето ми се надолу со главите, место да ги кренат горе, ми се смеат малце. Тоа мене ме прави тажен, да кажеме, овде во Македонија. Така.
горе малку климата е поинаква, мислам луѓето Поопуштани се луѓето, поопуштено се, понасмеани. Да, па понасмеани се разбира. Веројатно и сонцето го прави своето, иако јас Македонија ја гледам исто како земја на сонцето. Апсолутно. Земја Да. на сонцето во маги време може да си го погледнете филмот Вики Кристина Барселона, на Така Вуди е. Ален, сите кои нас следат ако сакаат да знаат каде и како всушност се живее Пере од нокаут во изминативе година две и уште колку време ќе биде Пере во Барселона? Па се надевам дека уште оваа година би, значи да ги завршам студиите. Па сега ако можам ќе останам се уште се разбира, ако не крстот како што кажав не ми бега. Тоа е. Ги донесе брановите. А Ги донесе има и доста во интересни студио. градови, не е само Барселона. Така, добро, во нека друга прилика ќе разговараме Така за е. другите градови. Благодарам многу што да, прекрасна морска широчина и тој прекрасен мир ги донесе во студиото на Радио Слободна Македонија Никола Перевски Пере. Благодарам за одвоеното време и се гледаме во друга прилика. Ви благодарам и на вас за поканата. Ги покануваме значи сите слушатели доколку се има можност да повелат да бидат дел од интимниот концерт утре вечер 26 станица 26 всушноста. Настанот почнува тамо некаде по 22 часот. Кој сака се разбира да ужива во енергијата која што ја споделуваат нокаут, се разбира утре вечер најава за целата турнија која што ќе се случува во оваа година 2017 година во која што нели година се слави, се чествува 20 годишнината од стартувањето на се што представува нокаут за македонската музичка историја. За жал нема да пуштиме песна, меѓутоа затоа ќе одиме со Грейс Джонс. И се гледаме утре, да. Се гледаме утре, се разбира. Благодарам многу што иднаш. Ние ќе си одиме со Грейс Джонс и Вилиамс Блад во 37 по 15 во фреквентно моделирана врева на Слободна Македонија. Гужва, галама, FM врева. На радио Слободна Македонија.